Благодарам, почитувам председавач, почитуван заменик министер за економија, почитувани колеги. Пред нас е предлог Законот за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани од коронавирусот врз производството и откупот на земјоделските производи. Токму овој закон се однесува на откупот на јаболка и на ориз. Би сакал да се задржам на делот, односно на членот 4 ставот 2 во кој што се предвидува поддршка за откупот на ориз, за да можеме и за пратениците, и за заменик министерот за економија, и за јавноста да внесеме некои ситуации, околности околу ситуациите кои што ги имаме со оризот на терен. Од она што можеме да видиме денеска 21 декември, можеме да констатираме еден неискрен, за жал, однос од владата спрема оризопроизводителите. Да нема некоја забуна, ние ќе ја поддржиме оваа мерка, меѓутоа должни сме да кажеме да издвоиме определени критики врз самиот законски текст, ако се земат во обзир околностите под кои што работат производителите на оризова арпа од кои што доминантно се од Кочанско. Најпрво би започнал самата форма на текстот, ако ги погледнеме финансиските импликации, каде што кај финансиски импликации пишува само дека се предвидени 240 милиони денари, без притоа да има анализа и структура на за колкава количина на ориз, откупена ориз или откупени јаболка станува збор. Ако земеме во предвид дека предлагач на овој закон е владата на Република Македонија, би констатирал дека имаме еден несериозен однос од владата, затоа што ние како пратеници овде практично не можеме да знаеме за колкави количини на откупен ориз станува збор, затоа што вкупната реколта на оризот изнесува некаде околу 20.000 тони. Ако предпоставиме дека целата таа реколта е откупена и за целата реколта ќе се исплатат субвенции, тоа се 60 милиони денари. Или да го претвориме во евра, вкупната мерка предвидена со овој ковид инструмент е 4 милиони евра, од кој што 1 милион евра би завршил кај оризопроизводителите. Меѓутоа на терен имаме една сосема друга ситуација. Оризопроизводителите од Кочанско веќе во рок од 2 години 5 до 6 пати излегуваат на протести и реагираат дека е намален, дека нема откуп на оризот. Во такви ситуации имаме одредени информации дека се откупени само од 10 до 20% од годинешната реколта, ќе стане збор за многу мал зафат во вкупната количина од предвидени средства. Односно, иако се предвидени во вкупен фонд 240 милиони, помножено по 3 денари за 1 тон откупена оризова арпа, тоа би излегло некаде околу 50.000 евра. Сега, ако е откупена само 10 до 20%, кај оризопроизводителите ќе завршат 100 до 150, еве да речеме 200.000 евра. Поради во иднина не треба да се зафаќаме со вакви решенија каде што ќе се предвидува исплата на 3 денари само за предадена и откупена арпа, и тоа во законот е предвидено од 1 јануари до 15 декември, туку ќе треба да се земе еден друг пристап каде што субвенцијата, односно исплата на финансиската поддршка ќе биде исплатена по просечни приходи. На тој начин ќе се добие 1800 денари по декар, затоа што просечни приходи се околу 600 килограми од декар. На тој начин ќе бевме сигурни дека овие предвидени 240 милиони ќе завршеа на вистинското место. На овој начин, еве и ние како пратеници немаме ориентација колку се откупени до 15 декември. Ситуацијата со оризот, еве овде во собранието, мораме да признаеме на јавноста, да и признаеме. Мене ми е жал што не е овде министерот за економија, господинот Крешник Бектеши, затоа што од негов Facebook статус, практично, и ние и сите во Кочани на 14 декември дознавме дека е замрзната цената на оризот, што е многу парадоксално. Како од Министерството за економија се одлучија да ја замрзна цената на оризот, кога цената на оризот на 1 декември оваа година е пониска од ланската цена? Сега и пораснаа сите трошоци за ретроматеријали на оризопроизводителите. Ѓубрето, вретичка ѓубре од 650 денари стигна до 1250 денари. Поскапија енергенси, нафта, сите животни трошоци, маслото за јадење двојно поскапна, и Министерството за
кој одлучи токму да ја замрзни цената на оризот. Самото замрзнување на цената на оризот мораме да бидеме искрени дека ќе си има своји последици во економијата врз процесот и стапката на откуп кој што ќе ја вршат трговците. Поради тоа, кога имаме со одлука на влада интервентни мерки со кои што се замрзнува цената, овој законски текст требаше да има еден малку поинаков тек, онаков како што реков, а тоа е да биде поврзано со просечните приходи по единица декар. На овој начин, ние како собрание, како пратеници, немаме ориентација од средствата предвидени во ковид пакетот, колку ќе завршат кај оризопроизводителите. Дополнителна една сугестија за кога ќе донесуваме идни вакви решенија. Сега веќе е касно да интервенираме, затоа што, како што реков, веќе сме 21 декември, ветена и оваа поддршка на оризопроизводителите нема да се одложува. Меѓутоа, има и други недостатоци во самиот законски текст. Ако погледнете членот 4, ќе видите дека е предвидено за помошта од 3 денари е предвидена за произведена и предадена оризова арпа на регистриран откупувач, меѓутоа и оризова арпа која е преработена во сопствениот преработувачки капацитет. Например, овде самиот термин сопствен преработувачки капацитет не треба да фигурира, затоа што онака како што споменав на почетокот, од 20.000 тони од прилика грубо производство на оризова арпа, околу 2.500 се кај земјоделските предпријатија, 17.500 тони се кај индивидуалните земјоделци. Кога ќе го погледнете членот 5, кога пишува кај сопствени преработувачки капацитети, да знаете во Кочан и во Кочанско тоа представува 5 до 6 преработувачи кои што имаат сопствени капацитети, меѓутоа има и голем број на индивидуални земјоделци кои што одлучуваат оризовата арпа да ја преработат токму во овие преработувачки капацитети и поради тоа што тие не се нивни сопствени, за нив нема да важи оваа мерка, што сметам дека е исто една аномалија која што обременета со овој систем и со овој начин на исплата. Дополнително, она што ги обременува ваквите законски решенија, кога започнав да зборувам за несериозноста, е начинот на кој што овие мерки се користат во политиката за добивање на политички поени. Токму на 2 октомври оваа година премиерот Зоран Заев во Кочани на деновит на Оризот, ќе цитирам, рече: од ковид програмата ќе помогнеме со дополнителни 3 денари за арпата, и притоа тој всушност и кажа на оризопроизводителите од Кочанско дека ќе се помогне 3 денари за арпа, а не 3 денари за откупена арпа, што можеби влијае и на самиот тренд на откупување и предавање на оризовата арпа. Сметам дека за да можеме да ги исправиме овие аномалии, најпрвин кон јавноста треба да знаат дека станува збор за истите 3 денари, затоа што постои забука кај луѓето, кај оризопроизводителите, затоа што тие сметаат дека 3 денари за кои што слушнаа на деновите на Оризот во Кочани се една мерка, а ова сега што одлучува собранието е втора мерка. Во интерес на јавноста станува збор за истата мерка, за истите средства од ковид програмата, кои што за жал во тоа време беа злоупотребени во предизборна кампања, и сметам не само Заев, ниту една влада не смее тоа да си го дозволи, затоа што тоа во голема мера влијае на пазарните движења и на тоа како се однесуваат преработувачите, односно дали ќе пристапат кон предавање на арпата или нема да пристапат кон предавање на арпата. Како друга аномалија која што би можел да ја поврзам со донесувањето на овој закон е тоа дека можеби треба да се размисли Министерството за економија и влада да размислат на кој начин да се опфатат сите производители на оризова арпа кои што планираат својата реколта да ја предадат посем 15 декември. Затоа што во законот имаме една временска рамка која што е поставена дека дополнителната субвенција ќе важи од 1 јануари до 15 декември. Меѓутоа, ние сега пак ќе го споменам замрзнувањето на цените на оризот кои што беа од страна на Министерството за економија. Поради тоа ќе се случи уште еден пакет на оризопроизводители, односно производители на арпа кои што ќе ја предаваат својата арпа
30 мај. Значи, ние треба сериозно да размислиме, да ги офатиме сите производители на оризова арпа, кои од 15 декември до 30 мај ќе ја предадат својата реколта. Затоа што ако сакаме да имаме правична примена на овој закон, затоа што ако го погледнете законот и ако го погледнете законскиот текст, ќе видите дека пишува финансиска подршка за намалување врз производството и откупот на јаболко и ориз и производство на оризова арпа од род 2020-2021. Значи, дел од родот ќе биде предаден и после 15 декември и откупот за тој род ќе трае се до 30 мај. Сметам дека како собрание треба да имаме слух за целосно да ги испочитуваме одредбите во овој закон, односно начелата кои што си ги поставуваме, а тоа дека буџетските средства треба да се трошат за да им се помогне на оние на кои најмногу им е потребна таа помош, во случајот се оризопроизводители, и самиот текст ја споменува родот 2020-2021, нека оваа дискусија биде корисна и за Министерството за економија да ги размисли своите позиции околу замрзнување на цените за некои производи кои што имаат цени кои што се еднакви на минатогодишните, да размислат колкава штета се прави на одредени на цел еден сектор, во случајот се тоа оризопроизводителите, и да размислиме кога донесуваме закони во кои што предвидуваме субвенција за род во 2020-2021, дека не може да биде ограничено со временски рамки како што е 15 декември, затоа што откупот може да продолжи. И сосема на крај, затоа што многу е важно да не го задржуваме времето, потребно е итно да бидат донесени овие закони и да ги добијат овие средства земјоделците, затоа што се од многу големо значење за нив, затоа што откупната цена на оризовата арпа, да знаете дека е еднаква, можеби со новите цени и пониска од производната цена, моментално или немаат никаков профит или бележат одредени загуби оризопроизводителите. Во секој случај, сите овие аномалии ќе беа намалени доколку наместо произведена и предадена арпа, исплатата на финансиската подршка се водеше од просечни приходи по декар или по хектар. Тоа ќе беа 1800 денари по декар, 18.000 по хектар. Ќе имавме јасна финансиска импликација, каде што ќе имавме пресметка дека тоа ќе ја чинеше државата точно 985.000 евра, односно нешто помалку од 1 милион евра. За јаболките ќе имавме иста една таква финансиска конструкција и на крајот на денот собранието ќе знаеше точно колку пари ќе завршат кај земјоделците. На овој начин, без да имаме информации за количината на откупени производи, вкупната количина во финансиската конструкција го гледаме само како горен лимит, кој што воопшто не е гаранција колку тие средства ќе завршат кај земјоделците. Тоа се моите сугестии до пратениците, тоа се моите сугестии до Министерството за економија. Жал ми е што Министерството за земјоделие не може да ги слушне. Се надевам дека ќе ја проследат оваа дебата. Уште еднаш ви благодарам.